Почитувани представници на медиумите. Се тоа ќе помине и ќе се сеќаваме на времињата кога пресконференции сме одржувале на паркинзи. Но во вонредна состојба и тие мора да се прават на вонреден начин, бидејќи сите мораме стриктно да се придржуваме до инструкциите дадени од надлежните институции. И ве молам и денеска тоа да го запазиме во целост. На денешната пресконференција ќе истакнеме неколку клучни наоди од анкетата што Стопанската комора на Македонија ја реализираше во периодот од 13 до 17 март, непосредно по воведувањето на иницијалните мерки од страна на владата. Во анкетата учествуваа 115 предпријатија, од кои 46 од индустријата и градежништвото, 40 од туризмот, угостителството и хотелиерството, 7 од трговијата, а останатите од други услужни дејности, како и од земјоделството. Според големината, анкетираните предпријатија се 26 се микро, 39 се мали, 34 се средни и 16 се големи предпријатија. Во анкетата, анкетираните компании ги споделија своите видувања за три работи. За импликациите, финансиски и други, врз нивното работење од иницијалните мерки на владата. Во смисла, отсуство на еден родител на мало дете или отсуство на некој кој што припаѓа во ризичните категории, или заради режимот на работа, затварање на угостителски објекти, обложувалници и така натаму, и сето тоа заклучно со 15 март. Понатаму, очекуваните импликации за периодот 15 март-15 април, под предпоставка дека тие сите иницијални мерки остануваат, како и предлог мерки за надминување на кризата. Овој третиот дел, околу предлог мерките, јас денеска нема да го коментирам, бидејќи тие се, да речем, агрегирани заедно со другите предлог мерки од другите комори во еден обединет документ доставени до владата. Клучните наоди од анкетата која што ја направивме. Околу 8% од вкупниот број на вработени на анкетираните компании не одат на работа согласно иницијалните мерки на владата. Кај 54 предпријатија отсутни се до 10 вработени, кај 21 предпријатие од 11 до 20 вработени, кај останатите бројот е поголем. На прашањето за бруто финансискиот издаток за сите лица што отсуствуваат, одговорија 66 компании и износот варира. На долната граница од распонот, кај 24 компании издатокот е до 120.000 денари, а на горната граница кај 15 предпријатија од 360 до 900.000 денари и кај 8 предпријатија од 900.000 до 4,5 милиони денари. Зборуваме за бруто финансискиот издаток за лицата кои што отсуствуваат од работа. Во новонастанатите околности со отсуствата, 60% од анкетираните предпријатија сметаат дека отсуствата наметнуваат потреба од реорганизација во работењето. Реорганизација на сменското работење и така натаму. При тоа, 35% од анкетираните компании сметаат дека поврзано со оваа реорганизација имаат дополнителни трошоци. Во однос на последиците од раскинати договори и трошоци заради отежна транспорт при увоз и извоз, прашањето се однесуваше на документиран бруто износ. 83 компании одговорија на ова прашање, од кои 45 се изјаснија дека имаат последици, во вкупен износ од 748 милиони денари. Напоменувам, во моментот на анкетирањето, ова беше проценка на компаниите, затоа дел од нив се изјаснија дека е прерано за попрецизна проценка. Во однос на делот од анкетата, кој што се однесуваше за очекувањата за периодот од 15 март до 15 април, податоците во анкетата ги сметаме дека се од индикативна природа, бидејќи компаниите имаат потреба од повеќе време за да направат интерни анализи. Меѓутоа, генералната оценка е дека анкетираните предпријатија очекуваат дека неповолните економски трендови од март ќе продолжат и во првата половина од април. Во целина, анкетата покажува дека покрај дејностите што беа директно погодени при првиот удар на кризата, угостителството, туризмот, транспортот, тоа нема да заврши само таму, туку и останатите сектори и дејности ќе ги почувствуваат последиците и дека последиците постепено се прелеваат и во тие сектори. И во наредниот период, Стопанската комора ќе продолжи на систематизиран начин и во разновидни формати да прибира и обработува релевантни информации и податоци од компаниите
и сето тоа соодветно да го комуницира. Во оваа прилика сакам да соопштам дека почнувајќи од денес Стопанската комора на Македонија секој работен ден ќе има пресконференција и комуникација со јавноста. Ви благодарам, дали имате некое прашање, се слушаме и од тука, не е проблем. Значи вака, анкетата е направена како блиц анкета, веднаш како брза реакција по воведувањето на иницијалните мерки. Периодот за одговарање на анкетата беше исклучително краток, меѓутоа сакавме да имаме првична индикација за можните економски последици. До степенот до кој што тоа беше можно, претпоставувам за компаниите, тие тоа го квантифицираа. Меѓутоа, и оние кои што не дадоа квантитативен одговор, посочија дека очекуваат негативни последици. Ние можеме да одиме во детали за тоа, меѓутоа на сите ни е јасно дека ликвидноста на сите ќе биде погодена, дека сите имаат вработени кои што остануваат дома, дека тоа сето ќе треба како трошок да се абсорбира. И од тој аспект сите компании посочија дека во основа очекуваат некакви последици. Во однос на мерките кои што се преземени, ние мерките досегашни ги сметаме за, односно тие кои што беа предмет на анкетата, тие беа иницијални мерки и тие беа во основа беа насочени беа мотивирани од здравствени причини. Значи, луѓето мора да останат дома, за да не се вработените, да не работат тие, да речем, компании, кафулиња, ресторани, за да не се групираат луѓето. Тоа не беше избор на рестораните, хотелите и кафулињата. Сега, во иднина, сите тие веќе можат се во состојба да прават поквантифицирани анализи и ние вистинските проценки ќе ги добиеме во периодот кој што следи. Досегашните мерки ги сметаме за првични во дадената ситуација, кога на одреден начин постоја, да речеме, ограничување од правен аспект. Сега по воведувањето на воредната состојба нема ограничување, се може да се смени, било каков закон, уредба и така натаму, што значи сега постои целосна слобода да може да се преземаат и нови мерки со подлабок опфат. Значи, мислам дека зборуваме за различни мерки. Вие зборувате за мерките од типот... Не, се разбира. Вие зборувате за економските мерки од типот 50% придонеси и така натаму. Ние тука зборуваме за други мерки. Ние тука зборуваме за мерка дека сите ризични категории на вработени и родители до 10 дена треба да останат дома. Ние зборуваме за тие мерки зборуваме, не зборуваме за овие за кои што вие зборувате. Во овој момент таков податок како агрегиран податок не постои. Значи ова се некакви првични индикации. Во периодот кој што следи, кога веќе ќе стане известно сега дека компаниите ќе се соочат со проблем околу дел од компаниите, исплата на плати, ликвидносни проблеми и така натаму, ќе видиме каков инпут ќе добиеме на следната анкета која што ќе направиме. Ова е период во кој што и на самите компании не им е лесно во нивното ажурирање на нивните бизнис планови. Кој може денеска да каже дали извозот ќе функционира или нема да функционира. Информацијата која што имаме е дека, например, компаниите мајки во автомобилската индустрија, почнувајќи од понеделник, во период од 4 недели, нема да работат во Германија. Тоа автоматски значи дека и компаниите тука, кои што произведуваат за нивните компании мајки во Германија, ќе запрат со производството. Тие луѓе
нема да бидат отпуштени кои што работат таму, меѓутоа ќе се наоѓаат некакви форми да тие останат вработени и бидат платени. Тоа е трошок. Сега ќе следи прашањето, како ќе се поднесе тој трошок? Дали државата ќе учествува во поднесувањето на тој трошок, ќе падне само на грбот на компаниите? Сакам да кажам, работите се менуваат во часови, не во денови, за да може било кој да ви даде точна, прецизна и, да речам, и баш онака точна проценка за вкупната штета. Тоа е тоа што ви го кажам. Да. Ние од нив имаме дополнителни, да речем, информации, бидејќи рокот беше краток, не сите нивни инпути се влезени тука, меѓутоа најважната информација е таа која што ви ја кажав. Значи, автомобилската индустрија на глобално ниво влегува во сериозна криза и во такви околности сите кои што произведуваат за таа индустрија се дел од ланецот и ги сносат последиците од кризата. Okay. Во овој момент се неколку работи клучни. Една е да постои свест дека во вонредни времиња можеби ќе треба да се носат и мерки кои што се нестандардни, кои што можеби во минатото не биле користени, меѓутоа околностите се такви и тоа го налагаат. Тоа е првиот принцип. Вториот принцип е дека трошокот треба соодветно да се распредели на сите во процесот. Тоа значи и државата, и бизнис секторот, и граѓаните, сите заедно дел од товарот да преземе, бидејќи никој сам не може да го поднесе тој товар. Значи, тука мора да имаме одредена солидарност и одредена координација во сето ова. И третата работа е, никој не треба да се залажува дека ќе остане непогоден во оваа ситуација. Сите ќе бидат погодени директно, индиректно, порано или подоцна, помалку или повеќе од ова што ни се случува. Потребна е финансиска инекција во реалниот сектор. Ако средствата во буџетот ги има во ред, ако не, треба да се обезбедат од сите можни извори и треба да се седне и да се направи план како товарот ќе се распредели, за да можеме ова да го пребродиме. Во овој момент ги имаме само најавите за автомобилската индустрија, за нивните компании мајки. Значи, тукашните компании не одлучуваат самите дека ќе запрат со производство, туку затоа што мајките запираат и тие по дефиниција мора да запрат затоа што е таков режимот на производство. Во овој момент укажувањата се за автомобилската индустрија. Информациите кои што стигаат до нас се дека врз основа на тоа дека и мора малку подлабоко да ги гледаме работите. Еден известен временски период во земјава се зборуваше за тоа дека нема работници со соодветни квалификации на она што го бара приватниот сектор. Имајќи го тоа предвид, компаниите знаат дека во интерес им е да ги задржат колку што може повеќе и подолго вработените кои што ги имаат. Не е во нивниот интерес да ги отпуштат. Меѓутоа, не се работите секогаш прашање на избор, некогаш се прашање на можностите и околностите кои што стојат на располагање. Големината на финансиската инекција зависи од
решението кое што ќе се одбере. Ако државата влезе во тоа да им помогне на компаниите во делот на покривање на придонесите, платите и така натаму, она што може фискалната политика да го направи, од обемот во кој што тоа би го направила, зависи потребата на финансиски средства. Се разбира дека редоследот на земање на финансиски средства од некаде треба да оди по линија на достапност и цена. Тие што се најлесно достапни, по најниска цена. Меѓународниот монетарен фонд има средства за ваква намена, Светската банка има средства, европските фондови исто така. Значи, се она што по тој начин, по таа патека може да се обезбеди, треба да се обезбеди. Евроврзница под комерцијални услови е нешто што треба да биде последната солуција. Благодарам.